Во петок ќе се знае дали Прилеп ќе оди под карантин. По катастрофалните бројки од 83 новозаразени и со дури 6 починати само во последново деноноќие, градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски денеска побара од владата воведување на карантин во градот и според портпаролот на владата, по ова барање на Јовановски, владата ќе одлучува в петок. Прилепчани пак, после ваквите стравотни показатели, и уплашени и испаничени. Дел од нив не сакаа ни да зборуваат во камера, брзајки побрзо да ги завршат обврските и да се приберат дома. А додека оние похрабрите укажаа на низата пропусти и на здравствениот систем, но и на недисциплината на самите граѓани. Многу не загрижува. Здравството колку му што може помага. Тоа е друго што да биде. Луѓето треба сами да се заштитиме. Маски да носиме, оддалеченост, тоа е. Па имаме страв, да, имаме страв, ризично е. Секако ме загрижува. Безбедно се мора да се живее. Помини, земи, нешто и замини. Воопшто не е безбедно. Многу има заразени. Не знам што да кажам друго. Премногу. Направија ли доволно здравствените власти за... Не. Нема ништо направено. Требаше порано тоа. Не од кој ќе дојди последниот момент. Не знам, се штитиме колку што можеме, тоа е наше. Па за другото, нека водат рачун тие што имаат власт. Абсурдот да биде уште поголем при вчерашната изјава, кога се случи и вербалниот инцидент со првиот човек на болницата, началничката на инфективното одделение, под строгиот надзор на директорот, информираше дека состојбата во болницата полека се олабавувала. Во однос на слободните места, кај нас имаме доволно слободни места. Се дали е тоа најголем број или не знам, меѓуто 40 слободни места сепак е реално задоволителен број на слободни места. Дека прилепчани се крајно вознемирени и оплашени од новонастанатата состојба, потврда и вчерашната хуманитарна акција на Прилепскиот еснав на фризери, бербери, козметичари и спортисти, кои во болницата самоиницијативно донираа вода и овошје за пациентите со COVID-19. Инаку, за жал, во Прилеп се обистинија црните статистики на професор доктор Дејан Трајковски, кој вчера градот под марковите кули го спореди со Вухан, а на кого пак директорот на Прилепската болница во наплив на бес му постави диагноза дека универзитетскиот професор немал штица.